Заменик министре, кога ве гледам вас на говорница овде, вие сте символ за нов ден, ново задолжување за нас. И навистина ми е чудно, а и трагично, ова неразумно трошење на народните пари на граѓаните, кога 600.000 граѓани живеат во сиромаштија. 60.000 се ново невработени. Над 6.000 компании ставија клуч на вратата поради кризата. Значи, ние зборуваме за дигитализација во ред, но не во ваква енормна криза во државата, кога сме со рекордно ниво на задолженост. Значи, истата УЈП, која собира даноци од граѓаните, а гледаме дека при тоа се работи за селективност при наплатата на даноците, ќе набавува геймерски компјутери на сметка на компјутери за секое дете кои што немаат компјутер за да следат онлайн наставата. Почитувани, за жал, можам од вашето време само да ви набројам многу и многу задолжувања. Малку ли ви беа 34 милиони евра пари на граѓаните да дадете на МАК Петрол, и тоа преку законско решение специјално направено и насилно поминато во собрание за хранење на приватна фирма која што е чедо на транзицијата. Подополнително сега треба да го нахраните уште 400.000 евра за компјутери наменети за функционери наместо на компјутери наменети за децата. Вашите демек политики се бесрамен и чист криминал, и тоа не треба да чекате одговорница да ви го кажеме ние, пратениците на опозицијата, туку тоа го зборуваат граѓаните. Нели ви е срам, како што би рекле вие, вчера да набавувате 2 возила за фантастични 84.000 евра? Или еве, например, срамота е да ви кажам дека пред 2 години потрошивте 1.900.000 евра за пасати, а денес повторно нови 45 пасати и нови 2 милиони евра од граѓаните за вашите луксузи. Значи, народот го зборува тоа што го гледа, а вие, почитувани, уживате во вашите последни месеци на луксузот на сметка на грбот на работливиот македонски народ. Ви благодарам.